Уште на почетокот прво да искористам приликата да ви го честитам светскиот ден на слободата на медиумите, 3 мај. Сметам дека е многу важен ден, бидејќи токму на вашата работа, односно вашата работа представува суштинска вредност на која што почиваат демократските општества. Меѓутоа се разбира дека со вашата работа представува и коректив на владата, меѓутоа и придонесувате за коректното информирање на јавноста, меѓутоа и за вкупната информираност на граѓаните. Овој пат се одбележува под мотото медиумите за демократија, новинарството и изборите во контекст на дезинформациите, што е тема која се совпаѓа со нашите околности, бидејќи се наоѓаме на неколку дена пред изборите, меѓутоа и живееме во свет на лажни вести, дезинформации, на хибридни закани и од тука и соработката на институциите и медиумите со цел да се создадат предуслови за точно, коректно информирање на граѓаните е многу важно. Јас нема да зборам многу за медиумите, бидејќи тука се министрите кои што имаат надлежности во таа сфера, меѓутоа сепак тоа што го постигнавме во овој период и во делот на транспарентноста и во делот на подобрување на условите за функционирање на медиумите и слободата на говорот е аргумент кој што значително ми користи и мене и на владата пред Европската унија и пред земите членки во смисла на прикажување на резултати и успеси. Сакам да искористам приликата да кажам нешто за изборите и за европските интеграции, кои што можеби навидум личат на две различни теми, меѓутоа ќе се обидам да ги вклопам во едно. Република Северна Македонија последните 30 години поминува еден долг маратон за започнување на преговори за членство. Се наоѓаме во последните чекори пред големиот моментум кога се носи одлуката за започнување на преговори. Јас сметам дека тие последни чекори се совпаѓаат и со чекорите кои што граѓаните треба да ги поминат од нивните домови до гласачките места. Бидејќи успешни избори на 5 мај, значи докажување на зрелоста и демократскиот капацитет на државата. Тоа ќе биде најсилната порака и последниот аргумент со кој што ќе се убедат земите членки и Европската комисија дека оваа држава ги исполнува сите услови и политички и технички за започнување на преговори, и од тука сакам да ве повикам и вас да се работи во овие последни 2-3 дена за да се апелира до граѓаните да го искористат оваа право, бидејќи навистина на 5 мај одлуката за започнување на преговори зависи само од тоа дали граѓаните ќе одлучат да излезат до избирачките места, да гласаат по сопствено убедување, меѓутоа со самото гласање ќе докажат дека државата има демократски капацитет да одлучува за својата судбина. Ви благодарам.